Како да станува известно дека ќе им се забрани влез на бугарски радикали и националисти во земјава за време на чествувањето на роденденот на Гоце Делчев на 4 февруари. Иако тоа владата се уште јасно не го кажува, таков заклучок може да се извлече од денешните изјави на првите луѓе на оваа институција, на која Советот за безбедност предложи преземање вакви мерки со цел да се спречат на тамошни провокации зад кои, како што рече шефот на државата, стојат организирани структури поддржани од руски разузнавачки служби. Се што е во надлежност на владата ќе биде направено со цел да се гарантира мирно и достоинствено одбележување на 4 февруари, роденденот на великанот Гоце Делчев. Тие активности се исклучиво во надлежност на Министерството за внатрешни работи и се спроведуваат врз основа на Законот за странци, односно одредбите кои што регулираат кое лице не може да влезе во државата заради активности кои што ги нарушуваат односите, односно меѓународните односи на нашата држава, доколку тоа лице без разлика дали е политичар или се занимава со некаква друга дејност, сака да влезе во државата, доколку по тие основи се идентификува од страна на Министерството за внатрешни работи, тогаш се спроведува процедурата и не може да влезе во државата. Позицијата на МВР, која премиерот го посочи како надлежно за тоа дали ќе има забрана за влез, е дека тоа ќе се знае на денот на одбележувањето на роденденот на Гоце Делчев. Ако се појави Џамбаски на граница на 4 февруари, ќе го вратите ли? Ќе одлучиме на 4 февруари. Шефот на дипломатијата пак смета дека принципиелно треба да им се забрани влез на сите лица кои покажуваат непочитување кон државата и незините граѓани. Ние треба да воведеме принцип кој ќе навреди на територија на Република Северна Македонија постоење на македонски народ или ќе покаже територијални претензии или пак постоење на било кој друг народ или заедница, истиот ден треба да му се забрани понатамошен влез во Република Северна Македонија. Додека во Скопје се уште се чека на официјална одлука со која би му се забранил влез и на членот на Европскиот парламент, ултранационалистот Ангел Џамбаски, тој најавува дека на 4 февруари ќе се обиде да влезе во земјава. Истовремено, тој му прати закана на претседателот Пендаровски. Што се отнася до предполагаема забрана во однос на предлогот да ми се забрани да влезам во Македонија, нека се присети Стево Пендаровски, претседател на Северна Македонија, наречен Стево Коминтерна, дека и во минатото имало личности кои се обидувале да им забранат влез на лидери на ВМРО во Македонија. Последниот резултат од таквиот пример е со југословенскиот, поточно со српскиот крал Александар Караџорџевиќ. Ако се обидат да ми забранат влез во Македонија, нека погледнат во историјата и нека учат од неа. Новие закани од кабинетот на Пендаровски одговараат: немаме дополнителен коментар, што имаше да каже претседателот на Северна Македонија, тој тоа го кажа по седницата на Советот за безбедност. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.